Пред малку се вративме од... Не ми се смеј сега ти на мене. Добре. Пред малку се вративме од нашата туристичка прошетка на градот П. Нешто на П. Како се викаше? Портимао, или? А? Да, Портимао. Портимао. На градот Портимао, кој се наоѓа во Португалија или во близина на Фаро, еден од попознатите градови во Португалија, ќе се обидам да направам едно сиже на денот со неколку видеозаписи што ги направив, така да се надам дека ќе можам тоа да го доловам и се надам дека ќе уживате. Добро се надеваш? И пак што да правам ако не се надевам? Што да кажам? Верувам дека ќе уживате и верувам дека ќе ви се допадне. Као што реков, не само што, туку пред малку се вративме и денот ќе завршиме најверојатно со 20.000 чекори, затоа што моментално имаме 19.417, а е 8 часот, така да добри сме. Имаме толку чекори затоа што скоро целиот град го прошетавме пешки. Градот Портимао не е многу голем, така да за еден ден ги видовме скоро сите знаменитости, ако не сите, тогаш најбитните знаменитости што треба да се видат во ова градче. Што сликаш? За жал, времето не ни се погоди, поточно не ни се погоди во текот на целиот ден, затоа што видовме и сонце, видовме и дожд, видовме и ветар, видовме и облачно време, така да ги видовме сите можни времења освен снег. Леле, ветар. Главата на оваа жена. Ово не е главата. Ај оди фани за среќа. Прошетавме, па не фати дожд. Ајде, почнува да врне, бега. Ау, 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 ау. Ау, 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 ау. Не фати дожд на кратко. Потоа почекавме да заврши дождот, па излеговме повторно да дошетаме тоа што го немавме дошетано, што го немавме видено. Уште малку ќе има и зајди сонце. Ветер. Ова е нешто viewpoint. Малце дубо, онака се е добро. Сакаш ли до таа пештарата да отидеме? А?
Мачка е бре, Марија. Мяу. Вау. Марија. А нели ќе одевме до пештера? Чекај. Има тука страни. А? Сега таму живее мачка. Да. Абе, ово не е ни пештера. Добро ми трча. Што има са? Ништо, канализација. Па нема се. И така ни помина денот. И па што ми се смееш? Раскажи се за денот. Раскажи за денот. Нели го добро раскажа ден? Да. Што друго да кажам? Ништо. А? Толку беше ден. За утре резервиравме кола, така да од утре ќе бидеме подвижни со кола. Нема да мора да одиме пешки, ќе може да прошетаме и во околина. И така. Не, па не се осеќате како што мислеше дека ќе се осеќа. А те има, ко нема. Не бе, не, нема ветер, ич нема ветер. Не, ветер не дува. Шо тоа само замислуваме се дека дува ветер. Косата нешто ми лета така, авион мине, затоа ми лета косата. Како што рековме вчера, имаме количка од денес па до наредните неколку дена. Ово сели рачно правено? Не е можно. Ово видели го? Ово видели го? Гола жена. Бар. Баро е затворен. Чи да завртам колото. А? Не, не ме заебави. Ајде сега, кажуве кај и возам. Денешниот ден го започнавме со изнајмување на нашата кола, која што ни помогна да прошетаме малку подалеку од ова градче. А во денешните видеозаписи што ги направив, мислам дека се доволно добро документирани да не морам вака да објаснувам ништо. Сега, значи, независно од тоа што дува ветер, следна дестинација ни е плажа. Плажата почнува прерано. Тоа се прави овака. Опа! Чекай сега да видам.
Дојди тука и ти. Може ли да ме сликнеш? Јас овде да се качам, а ти како да ме сликнеш? Држи. Ајде, добро. Држам, ојдеме. Врне дошт. Хај се. Ау. Што свиреш бе па ти? Океј. Добре, дојавте во Европска Унија, еве, Португалија. Значи, Европска Унија, нема шо. Супер патишта. Да, здраво Европа. Еве, ЕУ. Супер Европска Унија. Браво, така е. Еве. Право се друго. Браво. Еве, супер патишта. Види како се станови згради. Еве, Билет, пази. покажи Европска Унија. Ева, базенчиња се тоа. Да. Европска Унија, 21 век, 2025. Моментално сме у градчето Ферагудо. Мислам дека се вика. Сигурно така се вика. И како се вика? Ферагудо. А? Ја мислам така се вика. И тука грее сонце. Ние се шетаме на Се стари. Абе, нема потреба. Нема потреба од слики. Ајде. А? Сонце грее, да. До сега олуја, сега сонце. Види време. Сега накаде одеме? Кај нас у Штипу Ново село исто има вакви улички. Има се. Има се и повише дури. 5 минути подоцна, сонце нема. Идеме замокот. Кај е замокот? Кај е? Абе, не е ладно. Епа тегот е и замок. И сега не знам дали може да стигнеме до замок. Не знам дали може да стигнеме до замок. Ајде. Еу НАТО. Идам. Денеска нешто се не е затворено. Ева, гледај кукави бранови.
Што е тоа значи од овој градче? Така. Не може без дожд. Нема без дожд. Така да, иако денеска времето не беше баш најдобро, успеавме да прошетаме и да видиме доста работи и денот го завршуваме со неверојатни 14.717 чекори. Што, иако имавме кола, успеавме да изодиме скоро 15.000 чекори. Браво за нас. Ха? 14.717. Добре, ти поман. Ја повеќе имам. Па добре, ја беше и на теретана. Таму. Абе, на теретаната шо вежба. Брз тренинг од 40 минути за рамо е готов. А ово тука е нашиот базен. Се е темно, не знам колку се гледа. И дува ветер. Ама тука имаме базен. Малце ладничко. А таму право е океано. Може ќе го пробам додека сме тука. А може и не. Ама мислам дека повише да, отколку шо не. Ај ќе видиме. Денот го завршив со теретана и моментално чекаме нешто за јадење, да јадеме, да си легнеме и утре ќе биде посебен ден, а што и дали? Останува да видиме. И така. Добре. Денешната авантура може да започне. Па и времето ни се погоди. Одеме да гледаме надпревар по сурфање. Да ги видиш како сурфат, треба ти ваков апарат. Uma, mas depois o amarelo fez outro. Паркинг со поглед на океан. Кажи. Те му врати назад. Абе, не се плаши. Натака е дупката. Не, дупката е таму. А? Таму е дупката. Таму? Кај што ја кажа? А натаму шо има? Брек. Ај, одеме до колата, ќе дојдеме тука и ја там ќе се прекачам кај што е затворено. Мора? Џабе ли дојдеме? Ајде, џабе, ќе се прекачаме таму, само да престанем да врнеме. Ајде. Само што влегов во забранета зона, кај што има многу бранови. Океј, ова е тоа нешто што е забрането да се види моментално. Не знам зошто е забрането и зошто е затворено, ама гледате, нема никој освен јас. Така, хајде да видиме од поблиску. Овде е мокро, така да најверојатно водата стигнува и до тука.
Тоа е тоа. Прска. Дојдов, видов, отидов. Доста е. Сега ќе ми до другата страна да видиме што е тоа што се крие од јавноста. Одиме сега и до другата страна да видиме што се крие и тука. Нема никој. Ова е се затворено. Изгледа ова е тоа. Ова е втората дупка. Ајде да имат поблиску. И тука е се мокро. Така да водата стигнува и до тука. Добро. Ова беше силен. Ова беше силен дан. Само да видиме што има и тука. Дали смееме да влеземе? Ако сум сам, смееме, зашто да не смееме? Се надам дека не живее никој. Оха. Чекај. Понапред. Се надам дека нема да тресне некој бран. Што поише се доближувам, ветерот е појак. Ау. Ова се тие дупки. Окей. Мислам дека е доволно. Бегаме назад. Е така. Ја успеав да влезам. Јате сите се горе. Ама јас сметам дека ако не го видов ова, исто како да сум дошол за џабе. Еве ги луѓето. Еве ги скалите. И никој не сака да влезе, само затоа што пишува дека е затворено. За ова зборувам. Овде е затворено, ама луѓето не знаат да го направат ова. И едноставно да поминат. Така да, ова не би требало да е пречка за да се влезе. Втора локација за денес, Албуфеира. Точно ли го кажа? Браво! Јас да погорам нешто. Паднав во дупка. Овој град се смета исто за еден од поубавите градови на овој дел, каде што ние се наоѓаме. Најверојатно летно време е полн, затоа што има ресторани буквално на секој чекор.
Добро. Значи видиме го и стариот и новиот дел. Ово, значи треба да е новиот дел. Не е нешто посебно нов дел, ама нека биде дека е нов. И нов и стар дел готово. Hello. Одеме прв пат да јавам. Да. Гледај како дојде облечен да јавам. Спремни сме за јавање, па ќе видиме како ќе помине. Ајде, конче. Види мирно. Јаваме. Сега за сега се е супер. Ова е Дорчо. Коњ е Дорчо. Се учиме да јаваме коњ. Оп. Сега мојот коњ инаку коњ. Мојот коњ инаку нешто е настинат. Ево го. Стално кива. Ево го Дорчо кива. Ево околината, кал. Треба да го управувам. И така. Интересно е да си има конче. Сега Дорчо, десно Дорчо, десно, браво, Дорчо е многу послушно коњче, само малку е болен, нешто кива, кашла кива шо и да праве, ама вака е многу послушно. Дорчо, десно, браво Дорчо, браво, прекрасно. Супер. Абе Дорчо бе, не бе Дорчо, иди бе десно, Дорчо, иди десно, ајде, така, десно, браво, ајде, таму, идите малку десно, браво, оп, Дорчо пропадна, браво Дорчо, добро, држи се, браво, ајде, добар си, добар, ајде, немо, шо ти е сега, ајде, иди, Дорчо е малку болен, иди десно, ајде. Така, браво Дорчо. Јаваме уште, времето ни се погоди, сончево, за чудо. Кочи, мајсторе, кочи. Ајде, тука. Мини. Опа, чекај Дорчо, сега те фалам, ајде. Покажи се сега. Че многу послушен. Епа, види бре десно. И така, си јаваме, оп, кочи, ајде, полека. Ова се вика кучињата лаат, караванот врв. И така. Дорчо, Дорчо кива. На здравие, Дорчо. Ние уште јаваме, ама има една новост, а тоа е виножитото. Дорчо, смири се бе Дорчо, ајде доста. Нешто е алергичен изгледа. Многу кива. Океј, сега ќе пробам да го завртам коњот. Кочи Дорчо. Ајде заврти се. Уј. Врти се бе.
Добро. Не сме стигнати до тој левел. Сега знаеме само за право. И вртење лево-десно. Толку. Завршивме со турата и сега се враќаме назад јас и Дорчо. Чекај. Дорчо. Опа, ајде Дорчо. Мини. Мини Дорчо. Браво Дорчо, браво. Ајде Дорчо. Браво Дорчо. Пред малку се вративме дома, певме на јадење и се на се денеска си помиравме на вистина убаво. Мислам дека вчера реков дека денеска ќе биде многу авантуристичен ден, па се покажа дека на вистина беше авантуристичен ден. Инаку иако и денеска се движевме со кола и пешки, изодевме 16.145 чекори, што е добро. Утре имаме нова цел, а тоа е Лагос. Тоа ќе биде исто интересно. Останува да видиме што не очекува таму. И така. Зашто така ме гледаш? Абе, зашто кринч? Да го има двора. Нов ден, нова авантура. Не, нема потреба. А ова е нашиот двор. Ајде одеме. Одеме за Лагос ли беше? Браво, како ги погаѓаме имињата. Значи денеска шетаме во Лагос, бегаме од дожд. Друг плажи гледаме. И на крај јадеме бургер. Тоа ли сам? 4 работи. Врзи се. Моментална локација Лагос. Марија, Tego Роналдо. Чекај да го видиме Роналдо. Улева ли си унатре? Или затворено е и ово? Отворено е. Ние сега на точното ли влеземе? И шо е сега направено од тврдината, направено е мало. Живеат си луѓе тука. А? Може тоа било порано, треба да прочитам тука. Ја помислеше, има нешто, оно само... Луѓе си живеат најнормално. У тврдина живеат. Кажеш, питат те кај живееш? У тврдина. А тврдината унатре види. И таму луѓе се бањат. Шо е тоа црното? Сурфот? А? Луѓе не се. Не се луѓе.
Што се птици ли се? Ајде да видиме ово, шо е? Тука завршува тврдината. Толку ли е тврдината? Хајде. Упа! Еј, Марија, тука може да пиеме кафе после. Еј, Марија, бањат се. Ало, Марија. Бањат се луѓе. Како ја не си зема купачи? Требаше ја да си земам купачи. Кажати дека тоа се таму луѓе што пливат. Зашо не ми веруваш? Ја ги ја таму. Не ли ти кажа дека се луѓе, ти викаш? Не се луѓе тоа. Не бе, птици се. Толку од градчето Лагос. Виде се, само сакаше да е фан. Види како. Квак, квак. Квак, квак. Марија, ма веќе си правиме. Квак, квак. Одиме да видиме една убава плажа во близина на Лагос. Ово ли е тоа? Плажата е доле по скалите. Мене ме чуде само зашо никој не се бања. Кинези. Ајде да видиме што има тука. Ништо. Тука има тоа што има и таму. Ово е се од водата. Ово тука е лоша плажа. И без сонце и без дожд, ама без ветер никако. Плажа број 1 готова, сега одиме на плажа број 2. Не се бањаме у океанова, бањаме се на дожд. Велико. А? Велико.
за крај имавме бургери, бургерите беа вкусни. Така да, денешната авантура успешно ја завршивме со неверојатни 14.194 чекори. И успешно завршивме уште еден град од делот нешто на А. Како беше А? Како? Алгарве. Така се вика делот или областа во која се наоѓаме. Сега одиме да спиеме, а утре продолжуваме во Фаро. И така. Денеска го напуштаме Портимао. Конечно убав и сончев ден, без дожд и многу малку ветер. Тоа беше тоа од овој дел. Во Фаро ќе се движиме најверојатно пешки, не е многу големо градче. Одиме да вратиме колата назад и продолжуваме со нашата авантура во Фаро. Ајде там. Поголемиот дел од времето денеска го поминавме чекајќи воз или во воз, па потоа стигнавме во нашиот смештај, нашиот нов смештај поточно. Стигнавме во Фаро! Се сместивме, потоа сакав да се бањам во океанот, но за жал ветерот и ладното ме спречи. Дува малце ветер, ама добро е. За жал, бањањето ќе мора да го оставиме за некоја друга прилика, затоа што моментално дува многу ветер и има некаде околу 14 степени, така да ем ладно, ем дува ветер, а многу ветер значи ова. Така да сега ќе почекаме зајди сонце и се враќаме назад во градот Фаро, каде што утре опуштено ќе го прошетаме и ќе видиме што не очекува. А сега ќе чекаме зајде сонце. Не знам како до пола да го јадам. Не знам да го гризам, не знам. Така да, денеска немаше нешто посебно, ама затоа утре продолжуваме со истражување. Ева истражување. Дора, утре продолжуваме со авантурите на Дора. Не, па добро, што ќе правиме утре? Ќе истражуваме. Утре продолжуваме со шетање на градот Фаро и не знам околина, мислам не. Само Фаро. И така. Доручек и почнуваме. Добро ли? Хајде здраве. Денот го започнавме со добар доручек.
И потоа продолживме да шетаме по тие знаменитости што Google ни ги предложува како едни од најбитните што треба да се посетат. Така да според тоа што Google нас ни го предложи, видовме се. Или скоро се. Овој град успеавме да го прошетаме многу брзо. Читай што пишува. Кристофер Колумбус поминал покрај Фаро. 14 март 1493. Еве доказ. Браво, Марија, фала ти што ми кажа. Еве портокали. Што јадеме вчера. Заврна. Не може да не заврне. Ајде да се крием. Уште врна. Се наредени сликите по ред. Слика број 1. Исус е осуден на смрт. Слика број 2. Исус го носи неговиот крст. Слика број 3. Исус паѓа првиот пат. 4. Исус ја сретнува неговата мајка. 5. Симон му помага на Исус да го носи крстот. 6. Вероника го брише лицето на Исус. 7. Исус паѓа втор пат. 8. Исус ја сретнува жената од Ерусалим. 9. Исус паѓа по трети пат. 10. Облеката на Исус е одземена. 11. Исус закован на крстот. 12. Исус умира на крстот. 13. Телото на Исус е симнато од крстот. 14 и последната, Исус го ставаат во гроб. Еве сме. Може ли слика да ми направиш? Дебре, ти па сегде слики сакаш. Ајде, видиме го фаровиот птичија перспектива. Ајде, готово, еве повели. Навака сакам. Абе, ајде, готово. Ово е атракција, значи.
Вакви атракции дури и кај нас у Штипи има. В 12 сата, то ние видиме скоро се. Разгледувам Старград. Шо? Шо гледам? Шо гледам? Знаеш ли како се вика оваа улица? А? Раскрсница. 1, 2, 3. И мислам дека ова е последната атракција што треба да ја видиме. Ајде да видиме сега што чудо е ова. Еве го воз. За некои рибари. Меморија Рибари, dos стари pescadores. другари. Зашто песка е фиш, а пескадорес се вајде луѓето што ловат фиш. Можна, ја не разбирам. Ова е денеска модерна уметност. Уметност од 21 век. Абе, ремек дело, браво. Ово никој друг не може да го измисли. Ето, види уметност. Каква уметност е. Ово, вакви работи правевме у прво оделение. Види. Колку е ово уметничко дело. Леле. Ово е од убаво по убаво. Најдобра уметност до сега. 21 век уметност. Браво уметници. Супер уметност. Изгледа уметниците се врнаа у прво оделение. Секој прво оделенче е нов уметник, еве. Мамо, сакам да бидам уметник. Добро. Браво си. Ајде си уеме. Ајде. Овој град успеавме да го прошетаме многу брзо. Мислевме дека ќе ни требаат барем 2 до 3 дена, но успеавме да го прошетаме за еден ден. Така да за утре немаме некој план, не знаеме што ќе правиме, ќе видиме, ќе одлучиме спонтано, а сега одиме да спиеме, па ќе се видиме утре. И така. Ми па доручек и почнуваме, ама не знаеме кај. Така ли? Така. Денеска шетаме без план и моментално завршивме во некој парк. Паун! Тоа се вика паун. Ова е напаѓа ли? А? Лажеш. Здраво, паун.
Не реагира. Ете друг. Ова е друг. Тука пауните слободно се шетат. Види го. Ајде дојди со нас. Ајде дојди со нас, шете, дојди. Дојди, ајде. А ова е пак кофе. Ова го види. Толку ли е од градината? Готово, значи. Да. Тоа е тоа од Фаро. Фаро не испраќа со многу ветер. Е, волку ветер. Гледај сега. Сега как ќе се разлетат. Летај ми, летај мој, галебе мој тажен. Тан-таран-тан, летај ми. Они јадат, бе. Да не ги вознемируваме. Ау. Хај се помогни ми. Одеме да пробаме португалско. Традиционално. Јадење. Дали тебе се допадна овај одмор? Да. Утре си одеме. Отвори го тоа. Да, смешно е обова да е традиционално јадење. Ај кажи какво беше јадењето. Многу добро. Стварно ли ти свигаш? Вкусно. Вкусно. Да, јас се пријадам. Дали восхитена си од јадењето? За не за да паднеш у несвес, ама вкусно беше. Ето, добро. Орис со морско, едноставно. Има од се месо и сланина. Орис, тоа се вика ориз, морско и месо. Тоа беше се. Се вика така. Така се вика, тоа беше се. И кубасица имаше. Да, и кубаса имаш. А немаше оваква музика. Тука е подобро. Ово е Фаро Иначе Ноки. беше запршка на баба ми. Нели се, ко се викаше тоа? Нели се викаше тоа туршија? Не е туршија, тоа е како... Не беше ни пинџур. Запршка едноставно. Кромит, пиперка, патлиџан и стурено се внатре. Морско и се друго. Запршка се викали тоа. Да, запршка. Запршка, бе. Не знам што е тоа. И обично. Ама добро. Да, значи не е многу традиционално, туку обично јадење. Што може... Нас баба ми што го прави сам без морско. Што може секој жив дома си го направи. Само тоа ли е посебно што беше улимено тенџер. Е па тие тенџерини ги има и кај нас ова. Упс. Леон. Тоа беше јадењето, тоа значи дека е добро. Не. А? Па Тоа не значи дека сме се потврда. најаделе. Не потврда. Тоа е потврда дека сме се добро најаделе. Гледај Фаро Ноки. Пази. Последна прошетка низ Фаро. Не, може ќе дојдеме лето скапање. Како не? Денеска беше крајот на ова наша авантура во Португалија. Го прошетавме целиот дел кој се викаше како се викаше дел? Алгарве. Ги видовме најбитните работи што требаше да ги видиме во овој дел на Португалија, овој дел Алгарве. Леонтин, Шо? знаеш колку се сардините? Колку? Една сардина од 100 грама. 5 евра. 10 евра. 10, 15, зависи која сушта. 15 евра сардина. Утре се враќаме назад. Во просек правевме околу 15.000 чекори на ден. Нема многу што да се види во Фаро, може да се прошета за еден ден. Ние го прошетавме, ги прошетавме и другите градови. Како што веќе реков, нешто
убаво да се види, да се доживее, но сега ништо специјално. Ништо што го нема и во Македонија, освен овој океан. А ние имаме море. Поточно имавме, а се уште е наш. Шо? Шо лага? Значи, ако некој ти нешто украдел, уште е твое, само моментално ти е украдено. Не е лага. И така,